Од понеделник па во наредниве 5 дена во рамките на проектот Временска машина, кој се реализира со финансиски средства на Европската програма наменета за развој на образованието Еразмус Плюс во Кочани ќе се одржи проектен настан краткотрајна размена на ученици и наставници во кој учество земаат представници на средни училишта од 6 држави: Полска, Кипар, Франција, Португалија, Грција и нашата држава. Активностите се одвиваат со ученици од средното училиште Љупча Сантов, каде што пристигнаа 27 ученици и 10 наставници. Временска машина е проект кој што повикува на рационално користење на современите технологии, начинот на добивање на информации, како и користење во секојдневниот живот, како и во наставата. Претпоставувам дека ќе донесат многу иновативни моменти, софтверска примена во однос на секојдневната настава, како и вежбање на повисоко ниво на англискиот јазик, запознавање на различни образовни системи, како и култури, традиции, обичаи и трајни пријателства и врски кои што се надеваме дека на нашите ученици и професори ќе ги користат длабоко во иднината. Ваквите проектни активности секогаш се добродојдени за учениците и затоа се поддржани од локалната самоуправа, истакна Томе Солевски, претседател на Советот на општина Кочани. Еразмус Плюс проекти донесуваат многу добрбит како за учениците, така и за општината. Општината ја поддржува проектот и посакуваме успешно завршување на целиот проект, кој што спомна претходно директор, ќе трае околу 2 години. Основната цел на овој проект е да се развие критичко размислување кај учениците, да се научи како да се прави врски помеѓу идеи и критички да се оценуваат информациите. Се надеваме дека можноста да учествуваме во овој проект и да бидеме домаќини на настанот за нас ќе представува едно одлично искуство кое што ќе ни помогне да развиеме различни вештини кои што понатаму ќе ни помогнат во интернационална соработка. На план имаме да ги слушаме нашите представници од проектните земји, како и нашите ученици, да презентираат за локалната и националната историја, со цел да се запознаеме подобро меѓу себе, но и со историските случувања. Ќе имаат презентации за добри и лоши моменти. Ќе проследиме предавање од историчар во етнокуќата во Кочани. Нашите гости ќе ги прошетаме во Охрид и Скопје, каде што ќе го посетат и Националниот музеј. Секако нашиот проект го прават целосен и посебен сите оние кои што учествуваат во него, нашата координаторка, професорката Весна Кушевска, директорот Игор Христов, сите ученици, професори и секако гостите. Гостите од 5 европски држави пријатно изненадени од гостопримството на нашите ученици и професори. Рекоа дека задоволство им е што работат со ваков тим. Hello, I'm Aleka. Здраво, јас сум Алека Каркалоу, доаѓам од Грција и сум координатор на проектот Временска машина. Целта на проектот е да се стекнеме со нови знаења, да се вратиме во минатото, да искусиме сите тие сличности и различности кои всушност ќе не сближат различните нации учесници во овој проект. Моника, I'm from Poland, Романовска. Здраво, јас сум Моника Романовска и доаѓам од Полска како координатор на проектот Временска машина. Преку овој проект сакаме всушност ние преку 2-годишно искуство и дружење да се запознаеме со историјата на овие 6 народи кои се вклучени во проектот. Имено сакаме да пренесеме едно знаење на нашите ученици кои нели во иднина ќе бидат запознаени со се она што некогаш се случувало кај нас и во светот. Проектот Временска машина ќе трае во наредните 2 години, период во кој ќе се реализираат повеќе мобилности во сите земји учесници.